фискалниот бројач, започнато со 21 мај. Приходите изнесуваат 135,432 милиарди денари, односно 36,12% од план. Додека расходите изнесуваат 165,599 милиарди денари, односно 39,98% од план. Разликата меѓу приходите и расходите веќе изнесува 30,167 милиарди денари. Ако годишно планираниот дефицит е 39 милиарди денари, тогаш до 21 мај се реализирани речиси 77% од годишниот буџетски дефицит. Со овие бројки, стратегијата не нуди решение за фискалниот ризик. Нуди само опис на ризик што веќе се случува пред нашите очи. Кај локалната самоуправа е навистина на многу ниско ниво. И уште нешто на страна 83. Показатели за ликвидност. Се вели вака, сигнализира проблем со ликвидноста, односно ограничена способност некои од јавните субјекти да ги покриваат краткорочните обврски. Натоварувањата се наплатуваат за подолг временски период, што ни кажува на голем ризик и проблеми при наплатата. Фискалниот совет неколку коментари има даде. Например, 2031 се извинувам, врз основа на постојното законодавство, по согласност со нумеричките фискални правила за дефицитот, додека за 2027 заради надворешни влијанија и ризици со пролонгирано дејство буџетскиот дефицит е предвидено да отстапува за 0,5% и да изнесува 3,5% од бруто домашниот производ. Преку фискалната стратегија се обезбедува балансиран пристап кон справување со тековните фискални и економски предизвици. Фокусот на фискална консолидација создава солидна основа за зачувување на стабилноста и на обезбедување на одржлив и на инклузивен економски развој.